Почитувани повторно јас, градската патрола, Тони Апостоловски. Не сум баш во центарот на градот, меѓутоа тука сум, во негова близина. Градот Битола има 4-5 кружни улици кои што се поврзани помеѓу себе и кои што едноставно се одвива скоро речиси целиот сообраќај, почнувајќи од автобускиот, од транспортниот, од патничкиот, од моторниот, од пешачкиот, ако сакате, и така натаму и така натаму. Јас сум една од тие улици, главна улица во градот, како што во Скопје, например, има партизански одреди, па Александар де Грейт, па и така натаму, да не навлегваме. Ние си имаме Партизанска, Иван Милутиновиќ, Прилепска, Васко Карангелевски, Булевар Први мај и некои незначајни улици, меѓутоа сега сум една од ними. Одиме со слика. Ова е една од тие 4-5 улици. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чекори. 7 чекори мој, по 70 сантими, некаде 5 метра, 6, ќе го частам градоначалникот 6 метра. Тука два камиони нема теоретска шанса се разминат, два автобуси исто така, меѓутоа сепак ова е главната сообраќајница и внимавајте, од тука е пристапниот пат кој што води до нашата автобуска постојка и до Европска Унија. Од тука оди патот кон Европа, кон Грција. И тоа не е спорно, спорно е следниот објект. Јас не знам како не падни ова, само нека не падни врз мене сега дури го снимам. Прашање. Знам дека овај отпад овдека е преку 20 години, преку може и 30 години, некој му го дал на некого за овде отпад да види. Го познам јас и газдата на отпадот, тој е бивши цајкан во пензија. Меѓутоа, луѓе, ајде гледајте, на шаличи ова, бе. Еј, се наоѓаме во град Битола, бре. Ова објект некојаш беше објект на свиларата, фабрика беше свиларата. Сега гледате на шо личи, од тука мора да помини секој автобус, секој транспортно возило од тука мора да помини. Сите што патуваат за Грција мора од тука да поминат. Коњановски, вие господјо поинаква и останати советници, имате ли намера да превземите нешто со овој руиниран објект? Тука имав еден пријател, цурка го вика, пред 90 имаше електросервис, меѓутоа замина тој, замина и објектот. Гледајте го, овој цел објект, па турнете го бе, викнете градежната мафија, направите некоја зграда овдека, на шо личи ова мислам, стварно нема смисла. Еве железничката станица, еве го и тука, ова е главниот пат, еве го. 6 метра е. 6 метра. Нагоре улицата Партизанска. Ова е патот за кој што односи до железничката станица, до автобуската станица и секако до Грција. Таму малце поширок е патот 7-8 метра. Овдека е малце поширок и така натаму и така натаму. Меѓутоа, го вртиме овој објект целиов. Значи, ова е бивша свилара за постарите. Битолчани ја познаваат. Ова се случува во град Битола. Све е, мислам, предпаѓање, гледајте. Како бе политичари ќе си звајте? Со која политика? Видете сега, па знајте во буџетот за ова, па не интересира буџет, бре. 33 години не дупите на здрав мозок. Ова лудило мора да прекрати. Мора да почне да си работите за своите пари. Ако не, треба наклоци некој да ви изврка од таму, бе. На шо личи ова? И ова е една главна улица. Од тука автобусите врват. Гледајте, бре, луѓе, шо е ова? Ај, ова се метра е. Бидејќи сум геометар по професија. Еве ја свиларата. Оставена така фрлена. Шо гледат луѓето кога ќе поминат, ај ние битолчани не ја гледаме, не ни интересира, меѓутоа останатите, бре, шо гледат, бре, срамота, бре, резил за градот. Ви кажав, земете два булдожери и стуркајте. Тука беше, предпоставам, капијата, не можам ни да влезам, натре е халата на некогашната свилара и така натаму и така натаму. Овие луѓе во што живеат, се ова нормално му е. Рушевини. Нема врска, нека има рушевини. Ќе гласат за некој друг, се го проба СДС, сега ќе пробат ВМРО како родоначалник.
после еве сега ќе се запалат за левица како градоначалник ќе постават, а овај објект е вака испустено 92-93 година. И еве 30 и кусуро години врват и никој, буквално никој не го заболе. Најкога се прашувам, што правам јас? Зошто го снимам ова? Од каде тој порив да го снимам ова? Луѓе, некој се разликува од вас. Јас сум разумно човечко битие, кој што живее во 21. век, кој што сака еколошки чист град, кој што сака еколошки и современ град. На шо личи овие руини? Ви ветив, преку 200 ќе имам вакви руини. Тоа е тоа. Ова беше уште еден мој истрел во празно. Јас си снимам, јас си презентирам, јас ќе си кажувам, ќе си овкам, меѓутоа пазете, внимавајте почитување. Овие видеа стојат и на YouTube, и на TikTok, и на Facebook и секаде. Ќе стојат уште долго време. Мислам ова дека ќе биде 9-то, 10-то можеби видео. Еј, некој да ви сними 200 видеа во вашиот град од руинирани објекти. Еј, треба драснати да сте, бре. Битолчани, разбудете се. Вадете тоа телефоните, дојдете со мене. Јас ќе стигнам, меѓутоа не можам 200 и кусуро руинирани објекти има во град Битола. Ќе ги стигнам сите, ќе ги снимам. Меѓутоа што правите вие? Ме наоѓате на улица, браво ве, батка ве, ич не ти е страф, ич не. Абе зашо да ми е страф? Што правам јас? Што правам? Излезете од своите домови, телефоните во рака и снимајте. Нека се слушни нашиот глас, нека се слушни градската патрола на град Битола, нека градоначалниците, советниците и така натаму имаат страф од нас, не ние да се плашим од ними, бре. Некој тука стварно ги сменал улогите. Ајде, имајте убав ден, ќе се видиме повторно.